Добредојавте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски, имам чест денеска мој гостин да биде Драган Павлович Латас, новинар, уредник. Добре дојде. Благодарам за поканата. Добар ден за тебе и за твоите слушатели и гледачи. Секако. Латас, ти беше меѓу првите кои што го коментираше договорот за стратешко партнерство со Велика Британија, што тука испена беше тука токму во Алфа. Еве сега од временска дистанца на почетокот сепак не се знаеше што е, како е, знаевме, има договор, толку и толку пари во основа безбедност, инфраструктура, средства, сите тие работи, геополитика во целата приказка. Помина време, дознавме многу работи што содржи тој. Од гледна точка сегашна, еве, како го гледаш овој договор? Подобро да дента кога се случуваше договорот, ти и јас разговаравме на таа тема, кога уште немаше никакви информации, барем не јавно. Зошто јас нешто сум знаел повеќе од што во моментот се знаело во јавноста? Затоа што јас сум ги следал и ВМРО и другите, на ВМРО особено, што се прави додека тие беа во опозиција. Значи, ако лани, пред скоро година дена, тие формира влада, најмалку 3 до 4 години наназад, таа екипа истата, која сега ја гледате, начело со Мицковски, заедно со Александар Николовски и другите членови на екипата, работеа на подготовка што кога ќе ја превземат власт. Таа подготовка подразбираше првенствено инвестиции и зајакнување на македонската положба во светот, во смисол на партнерства, во смисол на сојузи, во смисол на некои прозападни политики кои ќе донесат нов углед и нова преговарачка позиција пред преговорите со Европската унија. Така да ова спаѓа во дел од тој план. Јас сум позитивно изненаден колку брзо се случи тој договор со Велика Британија. Ние разговаравме за ова за да не се повторуваме. Гледам дека во јавноста излегуваат разни спекулации. Добро, нормално е сега да само се обидува овој историски момент да го намали неговото значење во јавноста и неговата стратешка моќ, што како опозиција е и право, а можеби и обврска. Но постојат многу луѓе кои не ги гледаат работите едноставно. Ова е прилично едноставен процес, као Меси кој игра фудбал, тој што знае, многу лесно изгледа фудбалот, по ова го може секој, ама го може само Меси. Така и ова. Зашто се работи? Македонија е мала земја која благодарејќи на последните 7 години остана без сојузници, а доби ментори на владата, кои дозволија неограничена корупција, која ја гледаме, неограничено уривање на државните институции и превземање од мафија на владењето во државата наместо институциите, пред се судството, обвинителството, во после се друго, само за да изврши некои работи кои и треба на членките на Европска унија, Грција и Русија, и да има мир во куќа во Европската унија во предстојната, тогаш се уште, војна со Русија, во која речиси целата Европска унија учествува. Што финансиски, што со давање оружје, па дури и со своји граѓани кои таму се појавуваат како војници на украинската страна. Значи, Бугарија беше многу битна и се уште е, затоа што се граничи со Русија, се граничи. Тоа значи дека може да биде употреблива во некоја поголема војна. И Европска унија и се одолжи на Бугарија на тој начин што застана на нејзина страна против Македонија. Тоа е работа на интереси. Тоа не е работа дали европјаните ве сакаат или мразат. Политика е уметност на можното спроведена низ сојуз на интереси. Тоа е најкратката дефиниција од Бисмарк уште дадена. Второ, Романија, истот како и Бугарија, ги има базите кои се наменети за евентуална војна против Русија, и затоа во Романија гледавме избори за кои секој граѓанин во Европска унија ќе ви каже дека се тотално недемократски. Поништување на избори во кој победил опозиционен кандидат, повторување на изборите на кој на овој што победил му се забранува пак да се појави. Грција е исто така стратешки битна. Од секогаш, особено за британците. За оние кои се помлади, треба да знаат дека Грција до 19 век не ни постоела како држава, дека Британија ја создава за да го намали влијанието на Отоманското царство на Балканот. И постојат илјадници интелектуалци, банкари, уметници, политичари,
Лорд Байрон, поетот кој таму и престојувал, кои создавале грчка држава и грчки етнички идентитет, за да имаат една држава која ќе биде доволно силна да го намали влијанието на турците или Отоманското царство. Ко Бугарија од Русија, да. Тоа е вака стратешки. уводот. И сега доаѓаме на Македонија. Македонија, затоа што имаше ментори, затоа што после Украина беше најкорумпирана држава според европските мерења, не според нашите или на ВМРО ДПМН, остана без сојузници. Нема инвеститори, никој инвеститор не доаѓа во држава која е број 1 или 2 по корупција, земаше најскапи кредити, од кои не видовме ништо, ни еден инфраструктурен или индустријски објект или објект во образование и здравство. А држава се темели на образование, здравство и правосуден систем. Тоа се трите темела на државата, троножецот. Војска и полиција да го чува троножецот и другите културата и така дале, да му дадат смисол. Но, таква држава не сакаше никој ни за пријател, ни гледаме дека пропадна дури и сојузот некаков пазарен помеѓу Албанија, Србија и Македонија, бидејќи Македонија е екстремно покорумпирана од првиве две. И успеа Христијан Мицковски и Александар Николовски да отидат на највисоко можно ниво во Европа, Европа зборам као континент, и да со Велика Британија склучат стратешки договор. Имаме два договора. Да не се буни јавноста дека стратешкиот договор со Бугарија нас ни дава 6 милиарди кредит. Не. Стратешкиот договор подразбира политички, безбедносни и секакви други врски помеѓу Велика Британија и Македонија, што е за нас исклучително важно. Ние сме држава која нема развиен безбедносен систем, зашто нема ни величина, ни пари, ни традиција во врска со тоа. Тој безбедносен договор значи дека можете утре да отидете во Британија, да барате помош, да барате подршка, да барате совет, како да ги решите проблемите со Бугарија пред Европската Унија. Тие имаат своји инсталации во Европската Унија. И со службите, со работката, да, безбедност. И ред други такви. И ред други такви. Што значи дека Македонија одеднашка е некој кој седнува на голема маса, разговара со големи играчи, добива совети од прва рака, добива напасти од прва рака, може да ги каже своите планови, може да побара помош и кога ќе се искоординираат нивниот став со нашиот, они ви помагаат тоа да се спроведе. Затоа сега во Европската Унија вие нема да најдете човек релевантен кој притиска по секоја цена да се прифати бугарското вето. Умре тоа. Тоа беше до пред година дена. Сега почнуваат да спомнуваат поеми билатерални помеѓу вас и Бугарија. Почнуваат да спомнуваат има време, средите го ова, доаѓаат интелектуалци, па се бунат против бугарите, се менува позицијата на Македонија. Говориме за стратешкиот дел. Ние сме сега држава која има пријатели. Во политиката, без сојузници и пријатели, вие сте мртви. Одеме на другиот дел. Друг е договорот за кредит од 6 милиарди. За кредит, до 6 милиарди евра. Што значи тоа? Британија од тој политички договор превзема обврска да биде гарант за 6 или до 6 милиарди кредит кој Македонија го добива. Македонија не ги добива тие пари од британската влада. Македонија ги добива од финансиски институции, дали се тоа банки или фондови, ирелевантно, кои ќе понудат најдобри услови на Македонија. Со услов каматата да не биде повисока од 4% и да се движи релативно во рамките на македонската инфлација. Во моментов Македонија има едно најниските инфлации во Европа, а тоа е околу 2,5-2,7%. Со раст на бруто производ од 3,5 до 3,7%. Ние 1% сме посилни и побогати у однос на тоа што е инфлацијата. Значи тоа што се обезвредило е 2,7, тоа што е нова вредност е 3,7, значи над 1%. Имавме раст од 1 до 2% прости минатите 7 години се покупуваат тие бројки, тоа беше немаше ни раст реален. Ама со инфлација од 4%. Така. Да. Значи ти 4% губиш 3. На вредност, да. 1% добива, секоја година губиш 3. За 7 години си изгубил 20% од вредност во државата. И економска и лична си е изгубил, што гледаме по своите джепови. Сега, за кредитот, значи за го да објасниме. Вие сега, како Македонија, разговарате сами и сами бирате од кого ќе земам кредит и колку и под кои услови.
А Велика Британија е гарант. Од тие за кои преговарате, никој од вас, од нив не би преговарал за такви привилегирани услови, ако Британија не е гарант. Што ме гаранција дека вие ќе може да ги вратите, нека нема заглавите како некои други по Европа. Да не збориме за подалеку. И сега Македонија, значи, може да користи до 6 милиарди, кои доаѓаат сукцесивно на 10 години. Сега ќе земам 300 милиона, ќе ја почнам пругата. Бројки ви ги зимам како метафора. Ќе ја почнам пругата, до година ми требаат уште 100. Ќе ја почнам болницата, ќе почнам конкретни проекти. Зашто се британците тука битни? Затоа што ти не можеш да ги земеш парите како заев да ги потрошиш у криминал. Да што он гарантира. И мораш кај него да се правдаш. Правдаш е ружен збор, но да кажеме да образложуваш, да он има увид, да има негови експерти кои тука ќе бидат при реализацијата да видат што се прави со парите за кои они гарантираат. Што значи имаме мониторинг од највисоко ниво како парите се трошат. Бидејќи владата рекла начално првиот турнус од првите 2,2 до 3 милиарди ќе оди за железница, ќе оди за болници, ќе оди за образование. Тие се столбовите на државата. Зошто ќе оди овде? Кажавме во минатата емисија. Се гради цела рута од Шпанија преку Германија до Полска во случај на можна војна на источниот фронт каде што е Русија. Се гради и друга рута. Тоа е преку Грција, преку Македонија, очекувано преку Србија и договорено во Унгарија пак на истото место. Зошто? Зашто доле има пристаништа, а исто така и во Франција кај Марсеј има пристаништа како што и од Германија има. Тие три рути, оваа јужна, западна и источна, се важни стратешки за Европа. Сега, за овие кои велат, а зошто нас не ни дале донации? Никој никогаш никаде не добил донација за нешто што е негово. Слушам разни, вика, Европска инвестициона банка дала пари преку Бугарија, пругата, у Казахстан дале пари, у Грузија. Не, никаде не подарила. Тоа не е точно, нека излезе тој со бројки. Вакви муабети празни, а види, Лјупче, само малце ќе искочам у муабетот, одма се враќам. За да разберат луѓе, ти се има стара кола, ја продаваш, идеш у мало, абе, голфов, колку му бараш толку и никој не го купува. И ти после 6 месеца наоѓаш купец, што не ми кажа, бе, ја ќе го купев за тие пари. Тоа се овие малскиве муабети. Никој никаде не добил пари џаб. Само Кина има вишак пари од големите држави во светот. Никој друг. Таа има пари повеќе од што има проекти и потреба да инвестира во својата држава. И затоа со тие пари Кина врши политичко ширење на Јужна Америка, на Африка, прилично успешно и на Балкан. Србија, Македонија, Албанија, значи нашиве. Унгарија исто така. Сега ќе има голема фабрика за коли, BAD и некоја друга фирма ќе отвара, тоа се милиарда и пол, 3 милиарди. Во Србија се отворија фабрика за гуми од милиарда. Кинески пари. Сега, вие имате избор да земете кинески кредит и да имате политички проблем, или да идете да земете условно речено британски кредит, британска гаранција за комерцијален кредит и да останете во Европа. Да имате политички посилна позиција, да имате британска контрола над вашите пари, само на парите, не политичка. Сега, постои Европска инвестициона банка, која дава пари за европски проекти. Но, за нашиот е завршена прича. Зошто? Затоа што автопатот и железницата до Грција е направена преку Бугарија. И сега дури и србиве, ако читате српски портали, викаат иди преку Бугарија до Грција, прелазот е слободен, влегло Европска унија и така дали. Автопатиштата се боли. Кога Европска инвестициона банка ќе ви даде пари, таа ви ортак. Вие немате собственост, ни политичка, ни економска врз објектот. Зошто? Затоа што таа определува правило. Дали кинезот има приоритет со неговите возови, дали германецот, дали не. И второ, и Кина, и Европската инвестициона банка, кога прават овакви договори, договарат приоритети за себе. Кинезот ќе ви уложи пари, но ќе рече, јас закупувам километража, 1 милион годишно, давам, кога мене ми треба, не може друг да вози. Тоа не е твое. Тоа не е твое. Ти можеш да влезеш 2 милиона у загуба зашто празна стои пругата, а милионот кој ја зима за кирија у даден период. Не е твое. Можеш да идеш на ППП. Можеш да идеш на приватно јавно партнерство.
private public property. Може да идеш и така, но тоа си ортак. Оваа пруга е наша. Ние определуваме кој ќе вози по неа, што ќе вози неа, по која цена и се. Тоа што англиските експерти израчунале и што е јавно објавено е дека 100 до 120 милиона евра Македонија ќе заработува само од пругата годишно. Ако пругата кошта 1,7 милиарда, тоа значи дека за 15 години таа е исплатена. 15 години во стратешки објекти како што е пруга не е долг период. Не е долг период. Каде и ќе ги враќаш дел од парите преку... Не, тоа е само пруга. Но, јас го знам проектот, бидејќи имаме наш човек што работи во една од најголемите банки во Лондон, во UBS, швајцарска банка во Лондон, каде што има цел проект поред пругата што се прави. Значи, поред пругата постојат економски содржини кои вие може да ги продавате или изнаемувате. Складишта, сервиси и се друго. Збориме само за карго транспорт. Не говориме патнички, па сега ќе се спуштат. Што значи се работи за многу комплексен проект кој носи на Македонија и стратешко место, и безбедност и носи, и пари носи. Македонија никогаш не можела да искочи на пазар и да добие 6 милиарди. Сега имате по кампања, особено по портали од македонските банки, кои се големи огласувачи, особено на соросни портали, кои го плюкаат овој проект. Зошто? Банката вика сега, ако ти земеш кредит и го вложиш во Македонија, нема да зимаш од мене и ја нема да трупам капитал. Ја не би земал динар од македонските, посебно првите 3 банки, зашто тие заработуваат 200-300 милиона евра годишно. Наплаќаат само што ќе стиснеш нивна апликација на телефон. И сега они се љути зашто ти идеш по друг извор. Еве ние ќе купиме обврзници од тебе. По која гаранција, по која камата? Што значи добиваме. Како год да го свртиш, добиваме. И никој не вика дека 6 милиарди ќе потроши владата на Мицкоски. Ќе остане дел и за некоја друга, трета влада што ќе прави проект. Но знаеме болница во Штип, очекуваме болница во Скопје, знаеме болница во Кичево, знаеме болница во Тетово, ова што гореш. Знаеме автопат, знаеме инфраструктура поред автопат, знаеме се што треба за студенти во Штип, студентски дом, унапредување на факултетот. Тоа се базите. Најголем проблем кој ќе ви чукне странец на врата, да видам, дај ми листа на образование. Македонија нема образован кадар, особено во технички струки, а ние сакаме фабрики. Нема образован кадар. Вие имате фирми кои извезуваат по 90% како Брако, Фероинвест, 90% има извоз, нема кадар. Нион, што живее тука, продаваат машини из цела свет, 90%, нема кадар. За замисли го странецот кој ќе дое, дај ми инженери, дај ми економисти, немам кадар. Нас ни требаат универзитети, болници, ни треба се. 3 милиарди СДСМ има кредит изземено за нивните 7 години. Јас чекам еден да дојде, да направи видео од 60 секунди на објектите кои се направени од инфраструктура во време на СДСМ за 3 милиарди. Подрумот под Идризов. Не, оној тунелот што го отвара на Груевски, тунелот што отвара на Груевски со Чочекот или болницата во Штип. Што е упропастија. Штип Миладиновци исто така е, да. Што е упропастија. Да. И што е искрадува. 60 секунди, 3 милиарди да даде СДСМ, еве ги проектите што ние сме ги направили со кредитите. Ово е 6, но не за година, не за 2, не за 3. Туку за 4 и да остане дале. Толку за тоа бидејќи тогаш го почнавме мовето, тоа бевме први пат да бидеме последни. Оние постојани опозицијски плачки би ги нарекол, како ги правдаш бидејќи се многу соодветни на нив и нивните дејанија. Во превод, првото обвинување беше дека биле овие пари од непознат извор, замисли Британија ти дава од наркокартелите во превод, а другиот беше дека договорот што е многу поверојатно до нивните злодејанија е параван за тендери и кредити и камати на власта која што ќе ги краде парите. Она што го правеа тие, дали со бугарскиот договор, дали со преспанскиот, потпишуваат договори кои што им беа параван за да бидат на власт и при тоа да ги полнат джебовите. Од собствено искуство ги зборуваат овие работи, бидејќи реално атакот е смешен, патетичен. Не, да се плюкало нешто. Да. Прво така ја вреđаат британската влада. Така, значи не нашава не, британската. Значи парите не доаѓаат од британска влада. Британска влада е гарант. Доаѓаат од комерцијални извори. А британската влада гарантира. Британската влада ги знае тие пари, го знае изворот
Знае кој ги дава и зашто ги дава. Плюс, британските експерти учествуваат во реализација и планирање на секој објект од овие пари. Точка. Ако нашите овдека, соросоидови особено, бидејќи СДСМ не постои као партија, он има еден лекар и соросоиди наоколу, мисли дека британците се корумпирани, дека нас ни дале пари за да одека крадат, заедно со нашија, онда имаат проблем со Велика Британија, не со Македонија и македонците, ако така мислат. И второ, ние имаме извештај од американски истраги. Кој тоа крадел во Македонија пари? Меѓународни. Колку соросоидите милиони земале за да ни перат мозоци и да не убедат дека СЈО се добри, а сите ние лоши, дека СДСМ и ЗАЕВ се најдобри, а сите ние сме заостанати и не знаеме што е перспектива на Македонија, земале он. Јас 5 минути гледав видео на Александар Николовски, министерот, што во моментов се гради во Македонија, го има на Facebook. 5 минути. Ке повторам. 60 секунди чекам. Видео од проектите завршени, почнати и завршени од 3 милиарди на СДСМ земени како кредит во рок од 7 години. 60 секунди. Ништо поише. Нема ниједен. Ниједен. Дали е тоа фабриката за електровозила во Тето 130 милиона пропаднати? Ја отвори Артан Груби, да. Така, дали е тоа? Дали Google, автопатот со Албанија? Facebook, да. Не, дали автопатот кон Косово 5 километра градени 5 години и не се изградени. Тие 5 километра. Дали е болницата во Штип? Дали е центарот во Скопје медицински, за кој италијаните треба им платиме? Оно е во Звокуќани, Не, проект постоеше во времето на владата минатата на ВМРО за клинички центар во Скопје. Одобрен и платен и дел од парите од Европска инвестициона банка. Така, Затоа што плаќавме пенали. дојде СДСМ, го раскине едностранно договорот, судот сега ќе определи, се работи за десетици милиони евра штета. 21 половина требаше да биде готов. Така Ќе е, го имавме на веќе неизграден 3,5 проект, на едностранно раскинат договор, ти има штета. Значи нема. Тоа можеме да се бајле да правиме муавет, но бројките пресудуваат на крај во секоја политика. Бројки, бројки и бројки. СДСМ нема бројки, затоа денеска нема партија. Немаат бројки, но еве се тоа што го кажа, знаеш како ќе ти го побијат? Џаве сето тоа, сите убавини, ќе ти дојдат мигрантите, ќе треба да се расправаш со нив. Тоа е другата агенда, знаеш. Мигрантите се уште стојат. Ги демантираше британската влада, британскиот амбасадор, но постојано во сите медиуми по пат на шпекулација се протнува на страна кооперацијски. Не толку медиуми колку портали и социјални мрежи. Така. Не толку медиуми. Види, не можеш ти, ако си решил да правиш некој проект, или си решил да правиш фабрика, или си човек кој нешто инвестира, се бавиш со тоа што зборат у комшии. Твоја да го направиш проект. Ние не можеме сега да губиме време за тоа што некој портал или социјална мрежа кажал. Нека кажал, него проблем. 5 минути имаш на Александар Николовски на неговата Facebook страна. Уклучи. 5 минути. Вчерашната информација, оној да не го наречам вонреден прес на премиерот, излезе со информациите од Евростат, нели, велат дека сме четврта растечка економија во Европа, нешто што исто така за нечија жал можевме да го сонуваме пред неколку години, пред една година тоа ќе беше научна фантастика, да не одиме понатаму, неве четврта економија во Европа. Види, јас потврдена се тоа што го зборуваше до сега. Лани не имавме избори во време, така да искочил Лани Мицковски и да рече ја гарантирам до година дека ќе имаме 3,7% економски раст, ја вака би направил, викам да не претеруе човеков. Есента имаше деманти, може да ги вратиме тие нивните експерти кои што тврдеа дека е невозможно и дека ќе се движи околу 2-2,5. Ама он го направи тоа за кое и јас би мислел дека е невозможно. И јас. Так. Но се деси. Се деси затоа што тоа е резултат на многу години труд. Не е тоа од јуни сега па наому. Види, ако ја погледнеш владата, се случува најтешкото и во фудбал, и во фирма, и во музика, кој имаш голем оркестар, и во политика, е да направиш тимови. Тимови кои се компатибилни, двојки, тројки меѓу себе и успеваат да ги мрдат работите напред. Ви имате една вертикала, кај што ви е Мицковски, Александар Николовски, Коце Трајановски, таа што гради. Тоа е вака ментално една многу јака вертикала, која точно знае што сака и работи 24/7. И од Коце да почнеме нагоре кон Мицковски, и од било која варијанта да ставите. Тие се разбираат у минута. И нив тоа им иде. И затоа првиве пари, најголемите, ќе одат по оваа вертикала.
Имате друга вертикала која прави министерот за полиција заедно со АНБ, заедно со финансиска полиција и агенцијава за финансиско разузнавање, која функционира, која брзо се разбира, која ги гледаме дека вие у 2-3 дена се решаваат криминални случаи за кои никогаш порано не се решени. Не со денови, не со месеци, никогаш не се решили. Па вие видите 7 години наркодилери кои се сликаат од Заев, министар за полиција Спасовски, председател на собрание и така дале, се сега по апсови ги исчистија, убиствата им ги открија, направени во времето на СДСМ, за кои некој ги немаше дури ни во официјалните полициски извештаи за даден ден. Беа криени. Овие ги фатија. Па имате трета страна која брка на дворешна работа. Веќе се создаваат тимови. И тие тимови работат посебни програми. И тие програми функционираат. Тоа е најтешко во политика. Да создадеш тимови. Потоа, на тие тимови се лепат гласачи, се лепат портали, се лепи јавност, зашто секој сака да биде до успешниот, за да ја има веста и да ја објави и да има податоци за тоа. Тоа е најтешкото. СДСМ немаше тимови. СДСМ имаше тимови на луѓе собрани од Заев од провинција, 3-4, кои крадеа. Без ИСАФ, да. Немаше никаков друг тим. Тоа беше тимот. Так. Овој дава пасоши 200 комада на криминалци, другиот краде кај ќе стигне дава 50 и нешто дозволи за марихуана, Да, дел се и во затвор од нив. Зборуваме за Димова, Магарињата, за Рашковски, за програмите, значи многумина. Тоа беше, нели ти фали еве тебе како новинар, бидејќи тогаш, еве до пред година и нешто, кога ќе станевме наутро и вели што ќе правам денес, какав ќе биде денот, немаше промашување. Значи чим стануваш, имаше една афера од власта што ја доаѓаше, значи како буквално пиеш кафенце и минимум една афера доаѓаше. Година дена нели ти не достига да се будиш со како беше афера на така, власт. ако сакаш и детали да идеш. Први на афери, после гледаш поголеми афери, ги забораваш маливе. Така. Па доаѓаат врвни, ги забораваш и средниви маливе. Не можеш да се сетиш на првите. Не можеш да сетиш на првите, бидејќи еднаш до други се преклапаат. Ти видиш, сега имаш локални избори, така. 4 партии или коалиции, како сакаш, се носички таму. Значи коалицијата која предводи ВМРО-ДПМН, во која влегува и знам, коалиција која предводи ДУИ, коалиција која предводи ВЛЕД и коалиција која предводи СДСМ. Четврти ги стави СДСМ, не случајно? Ирелевантно. Па и статистиката, односно бројките кажуваа натаму. Не ќум да така ќе биде и на избори, но ајде да не имаше ист рейтинг со Таравари, а не да не пред него беше преодицира. Ахмети. ВМРО излезе со 25-26 кандидата. И кажа кога се крај на јуни ќе биде на Скопје или почеток на јули, сеедно. И во текот на месецот ќе бидат другите 80 и нешто општини ќе бидат нивни кандидати. СДСМ искочи со еден кандидат, Герасимовскиот центар, кој веројатно е едина нивна надеж дека може да победи. Затоа што има среќа, има дистанца од партијата. Не сме гледале со Заев, со дилериве, со наркомани. Све друго им е пропаднато, пардон. Значи, он нема кандидати. И второ што има патече. Што јас го знам на терен, луѓето не ќе да бидат кандидати на СДСМ. Так. Значи, одбива. Нема што да каже, ќе искочам одма за Заев, за Филипче ќе ме прашаат. Третиот вика, бе, што ќе идам таму, нема партија, таму со Росоидиве сега ја превземале партијата, ја што да зборам која идеологија, да кажам дека ЛГБТ, па која СДСМ ќе гласа за тоа? За мене. Они со еден, знам и... Они излегува со еден кандидат, во кој веројатно е единствен, мисля дека и ќе победи од побитниви општини. Влен излегува со сосема нова политика. И што се случува? Дуј е слаб, зашто каде него има повеќе етничка коалиција, значи таму има турци и роми, не се само албанци. И сега имаш Кавга кој каде да биде, ја зима Арсовска од град Скопје да води кампања за Дуј во полза на Влен. Так. Во полза на Дуј, против Влен. Излегува Арсовска, јас ми е многу жал што јас верував дека таа има талент и сериозни намери кога влегува во политика, да бидејќи ја знам, или барем од јавност, во времето кога се бавеше со Стопанска комора. Така, но многумина се излажаа да не се. Па јас сум еден од тие. Да. Сега да не кажам јас сум знаел. Не сум знаел. Не, но кога видов во какво друштво, кои се советници, колку пари исцица од градот Скопје и од некои фирми кои се блиски до градот Скопје по тендери, тие ја дотера до оваа ситуација, да она не знае веќе главата кај е, она е свеста дека и политички и лично, за жал и приватно, е крахирана
И сега удира со глава во зидот, лево, десно бара излаз. Но пие и кафиња. Бара излаз. Сега, она излегува во Чаир, се правиле дивоградби. Па и тој Герасимовски од СДСМ исто да го збори. А второ, во Чаир дивоградбите на Дуи се на Пластичарска улица. Во времето кога СДСМ беше на власт, нејзија немаше нигде да каже дека Али Ахмети и неговата фамилија имаат објекти ден денеска стојат. Од Америчка амбасада до надвожњакот во Чаир. Кај се тие од Чаир ги нема. Се фаќа за една зграда, една. Таа со 6 стеката, една. И вади слики од Google. Сега чисто да ја кажам. Google не е доказ дека објектот постоел или не. Кога ќе има време, незините советници се неписмени, иако имаат портали, имаат таму, како се вика тоа, подкасти и слично, нека прочитаат во условите за користење на Google Maps и Google Earth, во член 6 и член 10 стои следното. Прво, сите слики кои се наоѓаат на овие две апликации може да се употребуваат само за лична употреба, образование и слично. Так. Тоа е број 1. Број 10, член стои. Сликите кои ги гледат не гарантираме дека се точни, автентични ни по време, ни по содржина. И најважно, не смеат да се употребуваат пред институции. Институција е суд, институција е општина, институција е се. Тоа ти ако камера во автомобил стаена Не, само не може. Так. Така да покажувањето слики од Google Maps е последно нешто што као градоначалник на Скопје, кој има 120 и нешто милиона евра годишен буџет, кој пола го потрошил по советниците и по тие наоколу, Ама немало кој да го каже. драги книга варијанта. Па јас сум имал една средба со неа една во животов по нејзино барање и никад виш. И сум видел од тогаш наваму дека не е жената тоа што јас сум мислел дека кога се кандидирала и за која јас сум гласал. Не. Она има советници по локална линија Малска, која донеле довде, ја убиле од исцицување пари, сега више не им треба, само ја фрлаат уште порадикално и порадикално. И сега, што сака она да каже? Па у Чаир живеат албанци. Она напаѓа албански објекти. Кој од Чаир ќе гласа за незиниот предлог или за Дуи и Али Ахмети, кога он бара да се уриваат албански објекти на албанци, пардон. Ако гледате од албанска страна, а од наша страна, па прошетете по Пластичарска. Прошетете, имате и кривични пријави за тоа, вас ве немаше нигде. И трето и најважно, што е битно, кога сме веќе кај Дуи, на Пуцко Петрол, градоначалничката на Скопје, му дужи 9 милиони еври за нафта. Пуцко Петрол ја кредитира со години, неќе да ја блокира сметката на градот, за да не се дигне буна. Автобуси немаме, заради низините трошоци, по низините советници, некои го викале драги книга, некои ги викале другачи, ти од Ѓорче. 9 милиона. Тој Пуцко Петрол сега е у затвор. За кој? Знам од прва рака, дека од Дуи теран да работи со лотарија. Тој Пуцко Петрол, она требала да го плати. Сега, денеска, читам, најавуваат приватните превозници дека нема да возат. Зашто не им е платено? Па, госпоđo, кај се парите? 500 милиона евра имаш потрошено до сега. 500 милиона евра. Кај ти се парите? Ниједен објект, ниједна инфраструктура, ништо. Па деца уште напаѓаат кучиња по парк. Незиното предпријатие е виновно. Тоа е градско. Таа треба да го реши. Ѓубрето по градот, таа треба да го реши. Градски превоз, таа треба да го реши. Ниједно не е решено, парите потрошени. 500 милиона евра има потрошено. Треба да даде отчет последните месеци и се од власт. Не да одработува за Али Ахмети и некои градоначалници од Сара и слично. Да одработи за Скопјани, бидејќи ние ја гласавме и нас ни должи. И да каже која ќе ги врати 9 милиона на Пуцко Петрол. Кога сме кај Пуцко Петрол, нели ти е симптоматично што еден кој што излезе од власта пред 3 недели, се вика Таравари, купи куќа од неговото авталиџе по некоја така смешна сума. Повторно се врти, кога некој е нешто превртен, отиден ваму таму, се насочено на кај Пуцко Петрол. Таткото на Пуцко Петрол е дел од коалицијата на Дуи. Мислам дека не е во Дуи, но е во дел од коалицијата на Дуи. Неговиот син страда поради притисокот на Дуи преку Пуцко Петрол да вадат пари. И преку Пуцко Петрол да дадат пари за да не го тужи градот за 9 милиона што му се дужи и да го блокира градот, бидејќи тогаш беа тие на власт.
Владата на СДСМ и ДУИ. И тоа е кругот. Ја да сум таткото на Пуцко Петров, искачам од таа коалиција са бајли уседу. И кажам пријатно, моето дете ми е поважно не од вас, од сите вас на куп. Зошто? Затоа што го ставивте под принуда да влезе овие комбинации. Он е уште таму. Он е уште таму. Што значи дали толку многу пари се свртеле да го направиш тоа што си го направил, твоево дете да страда, за да 9 милиона што ви ги дужи госпоđата од градот Данела не ги пушти на извршување и не го блокира градот. А вие да страдате као власт. Бидејќи вие сте премиер. Оваа влада на Мицковски даде пари за градот. Ние добивме бензин од градот. Кога беше последната криза, така е. Да. Добивме од Мицковски. Така да автобусите што ги гледате што возат затоа што владата дала пари. Данела незините 500 милиона евра се снемани. Што очекуваш овие локални избори со се тоа што се случува и на централно и на локално ниво, да не го заборавиме, оној унгарскиот кредит милиони евра влегуваат директно во општините за проекти и секој што 250. Така, ќе има импакт врз целата приказка. Како не? Еве го каде и да веќе влеговме во јуни, значи за 4 месеца, октомври имаме избори. Види, било што да направиш, државата не дава плата, освен за јавна администрација, нели? Државата не вработува, освен јавна администрација. Државата создава услови. 3 услови се неопходни државата да ги направи. Правен систем да функционира, образование и здравство. Но за да овие функционираат, мора да има инфраструктура, правниот систем мора да има полиција и војска која ќе го бутка. Значи, тоа е све у државата. 250 милиона веќе од унгарскиот кредит, кој под хиперконтрола на европски држави, се даваат исклучиво наменски за проекти. Так, не за трошоци, за плати. Не за плати на вработени, не за пензии, не за враќање на други кредити со поголема камата, не. Британскиот е уште построг. Нивни експерти работат заедно со тебе. Не се тоа кредити као кога ги земаше заедно. Кредити земени и брада. Така, 500 милиони, 800 милиони. Јас да те подсетам, 300 и нешто милиона беше автопатот Кичево-Охрид во времето кога го почна да гради ВМРО ДПМН. Во времето кога СДСМ си отиде, беше помалку од половина изграден. Цената му се качи на 500 и кусур милиона. Кај отидоа 200 милиона евра. А патот не е готов. Така. Имаме уште теми за отворење. Така да, на локални избори ништо ново не очекувам. Мислам дека и СДСМ не очекува ништо ново. СДСМ треба да се радuje на голем пораз, да си гласаш на СДСМ, да си искрен гласаш на СДСМ, зашто тоа ќе предизвика радикални промени во партијата. Не можеш да бидеш заробеник на идеологија на соросоидите, од кој се откажува Америка, од кој се откажува Романија, од кој се откажува вчера Полска, од кој се откажува Унгарија, од кој се откажува Италија, да бидеш заробеник на таа политика, идеолошка, да менјаме полови, да живееме во едно, како се вика, да имаме бракови еднополни, иако по устав тоа не е дозволено, да парите идат 5 милиони. Владата на Заев има дајано за презервативи и подмачкувачки за хомосексуални и слични односи. 5 милиони евра. 5 милиони. Добре, не постои бифтеци, за Не, само за ова, за соросоидите, 5 милиони евра. Покажете ми еден проект од општествено значење, како што е образование. Дајте 5 милиони деца да идат да се школаат у странство, со обврска да се вратат. Дајте 5 милиони за некои луѓе да оздрават. Упорно тврдам еден проект кој очекувам оваа влада да го направи, кој е нов. Имате многу луѓе кои имаат деца со посебни потреби. Ти луѓе работат. Повеќето од нив идат на работа, немаат каде да ги остават. Мора државата да направи објекти опремени со потребен број луѓе и се што треба за таков тип деца, да родителот отиде на работа, го остави детето и се врати у 5 сати и го земе. Тоа и фали на Македонија. Такви 5 милиона не за презервативи и за подмачкувачи при хомосексуални односи. Тоа и требаат пари на Македонија. Не соросоидите со 160 со милиарда и 600 да прави телевизиска емисија и портал. Или таа со 650 друг портал. Тоа е ВМРО. Тоа е ВМРО. Дали се сеќавате дека Груевски правеше компјутер за секој дете? Тоа е ВМРО. Дали се сеќавате дека таа влада данокот за станови го намали од 18 на 5% за да поевтинат? И не поевтинија. Зошто? Затоа што градежната мафија ги украде тие 13% ги стави у джеб.
Тоа е разликата помеѓу тие кредити и овие кредити, премеѓу таква власт и сега што е власт. Зачудувачки е помеѓу останатото пак да повторам што ВМРО за само година дена успеа да формира тимови по функционални, по вертикала. Тоа е најтешко. Да најдеш коце доле, премиер горе, министар Александар Николовски у средина и да тече тоа, да тече до ниво до кое ни Србија, која беше лидер во регион по инвестиции, сега е позади нас. Нема веќе потреба да го гледаме што прави Вучич. Сега гледаме што они гледаат што прави нашиот. Така како што на времето крадеше од Грујо, да. Имаме уште теми за отворање, ќе зборуваме и за другите теми, како што е она морбидната за онкологија, која што за жал мислам дека почна нешто, но нема разрешница како што треба досега. Со нас е Драган Павловиќ Вата, се враќаме веднаш по рекламите, останете со нас. Се враќаме во За или против, мој гостин е Драган Павловиќ Ватас. Ватас, зборувавме во првиот дел за аферите од минатата власт, кои што беа секојдневие буквално и за македонската јавност. Една од најморбидните, ако не и најморбидната, дефинитивно е аферата онкологија, каде што според последните проценки, и тоа се проценки направени од странски експерти, нели куки, 35 милиони евра се украдени, 2,2 милиарди денари. Настрана колку животи се уништени и сето тоа, и на крајот, да, велат многумина добар почеток, конечно да се обвинат, нели, лекари за нешто повеќе од влегол пијан во салата да оперира или пак можеби земал мито 100-200 евра, но сепак сето ова да се сведе на двајца директори, економски, медицински, на 2-3 лекара, можеби еден брат, сестра. Дали повторно она работата рибата смрди од опашката? Дали е возможно? Тоа не е работа на влада. Да, така. Види, Македонија има добри лекари. Од лично искуство тоа го кажам, сум бил во странство, по таа на мене цел. Така. Македонија нема услови за подобро здравство. Така. Но лекари има добри. Вие денеска имате клиники као Жан Митрев која е регионално престижна. Значи зборам од маđарска граница па негде барем до крај на Солу и лево десно од нас. Зато и доаѓаат овде од тие држави. Македонија нема услови, но Македонија зашто нема услови? Затоа што никој од државата не инвестирал. Вие заборавате дека 50 милиони евра опрема која е купена од минатата влада на ВМРО стои по подруми, да. И веќе не вреди ни 500.000. Затоа што е скапана, тоа е скапа техника и чувствително. Значи некој не ја ставил во употреба. Зошто? Затоа што немал интерес, имал интерес за нов тендер. Да набави онда ќари ова 50 милиони ка фрлат. Збориме за 50 милиона. Вкупната цена на чинење на клиничкиот центар во Скопје од минатата влада на ВМРО ДПМН, од европски консултантски куќи пресметана и од европски архитекти испланирана беше 65 милиона евра. На страна опремата колку ќе кошта. Што значи цел клинички центар стоел по подруми. Так. По време на СРСМ да скапе. Ние имавме чисти криминални ситуации, како со вакцините од страна на Филипче. Имавме болница во Тетово, која министерот дозволил прво да не е во собственост на Министерството за здравство, туку на социјала и труд, и објект наменет за сосема нешто друго, за чакална. Така, за дневни прегледи, да. За чакална. Да. Да ја претвориш во болница и да не ја одржуваш согласно прописите и согласно незината намена. А незината намена не е болница. И тука завршила прича. И немаме што да зборим. Во вториот случај, поморбидно е колку луѓе умреле. Така. Како што лесно се пресметува. Ова словенците што го правеа експертизата за онкологија. Исто така лесно се пресметува страна на тој што се разбира, на експерти. Колку луѓе починале затоа што Македонија немаше вакцини во јануари и февруари, кога има сите, туку во април и мај. Колку во тој период од 3 до 4 месеца луѓе починале, а не би починале. Се вади коефициент од претходниот период. А ние немавме вакцини, затоа што беа фатени живи, меѓународно потврдено, дека Заев и Филипче имале фирма во Сингапур, која требала да посредува преку нејзе да дират вакцините и да заработи $5 милиона за нив. Тоа е убиство на луѓе. Филипче треба да има на совест убиени луѓе.
не само во тето, не само во онкологија, и за вакцините. И не може да гласаш ти за СДСМ, за човек кој на душа носи овакви греови и овакви проблеми. Не СДСМ, свети СДСМ. Не можеш. Така да, онкологија е прашање на обвинителство. Обвинителство е корумпирано. Тоа не го говорам јас. Тоа говори дури и Агенцијава за борба против корупција. Тоа говорат меѓународни оценки и проценки. Тоа говори што 10 души од се уште работат во обвинителството, 9 од 10 за кои нема истрага. Еве јас прашувам, зошто нема истрага за кривичната пријава по дојава од Агенцијата за борба против корупција поднесе ВМРО ДПМН? Зошто нема истрага за 10 обвинители од СЈ кои поделили над милион евра? Незаслужено. Зошто нема истрага? Затоа што се чуваат меѓу себе. Што значи и онкологија која ќе дојде на суд, ако дојде. Треба да видиме во која форма. Но проблемот почнува од обвинителството. Полицијата својата работа ја заврши. Поднесени сте неziните сознание и тоа што обвинителот го барал, тоа може да не може да ја полиција, не може да измисли своји докази. Полицијата работи работата одлично. Судот потоа ги зема тие обвиненија и суди. А и таму работата тоа каква нема што е. врска со влада. Така. Тоа е работа на суд и обвинителство. Сега зошто оваа влада во рамки на своите надлежности, особено собранието, каде што политичките партии партиципираат, не врши притисок, промени и така дале во правосудниот систем, значи во обвинителството и во Се обидува со судскиот совет, не врши заради тоа што да знаат. Да. Со едни закони доаѓа СДСМ на власт. Поставува своји луѓе. Не само сега што се, и следниве што доаѓаат. Од Академија за обвинители и суди, своји луѓе. Поставува своји обвинители, поставува своји суди и ги менува законите. Так. За да не можеш да ги смениш. Одстапница за После тоа да не криминал. можеш да ги смениш. Сите овие му се должени на СДСМ и кариери, а некој и кеш. И доаѓа време на враќање, исто како Таравари. Нешто слично, како Таравари. Затоа не може да се делува. Сега во јуни или јули и до крајот на годината, мислам, од 5 од повикани обвинители од Советот, тројца им завршија мандат, мора да се одат. Ке има собрание тројца нови. Од тука ќе почне. Но мора судиите од внатре да имаат интелектуална гордост, да одбираат најдобри. Сега гледаме во апелација од еднашка, почна да се појавуваат некои судики кои важеа за врв во судството, за кои не може да каже дека се компрометирани и корумпирани. Напротив, едната од нив го критикуваше обвинителството дека дава лоши обвиненија за кои она не може да суди поинаку од обвиненијата. Но тоа се поединечни случаи. Не може да направи владата и собранието ништо повеќе од ова. Мора да се направи нов закон за судски систем. Мора да се направи нов граѓански законник кој ги реши сите овие проблеми. Јас само се молам да не се претера во строгост, да не полицијава која најавува ќе одзема возила. Мислам дека тоа е нешто што повеќе отпор ќе има во јавноста отколку што ќе има поддршка. Зошто? Па 90% од фамилиите во Македонија имаат едно возило. И сега ако дента синот, под предпоставка да сите имаат возачка положена возачки испит. Сега денеска синот отишол на свадба да се вратил, 1,5 промил алкохол и 1 ирелевантно, и ти ја земеш колата, ние цела фамилија трпиме, а колата не е негова. Значи можеш ти да одземеш кола по тешки кривични дела, шверц, убиство со колата, сообраќајка со смртни последици, сообраќајка со тешки повреди при дрогиран, пијан, без возачка и така дали. Но не можеш да земеш за црвено, поминато туѓа кола. Искрено ја мислам дека треба. Не можеш. Треба. Сега ќе ти Со израчунам. оваа култура и се. Сега ќе ти израчунам. Ништо. Да. Види, Да. не смееш да дозволиш лекот да биде поопасен од болест. Ако, да пресметаме, значи све е математика. Ако 90% од семејствата имаат една кола, по сегашниот број на казни, ти само од фамилијата ќе одземеш помеѓу 150 и 200 коли годишно. Ти добиеш револуција. Како се вика во 200 семејства, револуција. Требало да размисли А кај се нивните фамилии, кај се нивните, па овој не може да иде на работа. Не може. Викам, ако не направил саобраќајна несреќа, Так. прецизно. Да. Значи колата не е причина за нечија смрт, повреда или слично. Тоа е друг случај. Кај што ти со тоа си направил кривично дело. Но збориме за она што сега се обраќајни прекршници што се. Значи, ти имаш фирма, ја земал колата шоферот.
И Нема да ја земе на фирмата, мислам, а зошто да не и ја тоа земе? ќе биде Пред устав следено сме со закон исти. или ако е на таткото. Не е така. мислам, И дека не- рентакар, Да. и фирма службена кола, и на брат ти колата, и на татко ти колата треба да бидат исти пред закон. И нешто ќе направиме. Ќе се одземат 1500-2000 коли. Па револуција ќе имаш у народ. Фамилијава не може да иде на работа. Нека не пијат, Не е нека не така. возат. Ако направил Да. кривично дело, нанесување тешки телесни смртни повреди, големи имотни грешки, како се вика, штети и така дале, да, може да разговараме. Во Србија има одземање, но до завршување на судска постапка. Потоа колата се враќа на собственикот, не говориме за кривичните дела, шверста граница, оружје, дрога со нејзе си носа, што и сега има во законот. Сакам да кажам, и кога ќе се прават нови кривични закони, и кога ќе се прави граѓански законник, и кога ќе се решава сообраќај, тоа мора да биде дело кое ќе помогне на мнозинството, а не сите да ги казниш заради 2, 3 или 5% оние кои тоа го прават. Не можеш да земеш што ги имат. Ако не е тешко кривично дело кое е предвидено како такво, прво по устав, мораш да го решиш тоа, ни за други закони кои го решаваат поинаку, треба да ги решиш, треба све. Мораш да ги штитиш мнозинството. Мнозинството не влегува, не се сите лопови, сега ти кажам. Така. Ти сега викаш, што ја знам, ноќеска двајца се уболеа овдека у парк. Земала полиција ги легнала. Дали се треба сите што поминуваме низ парк да не легнат и претресуваат, бидејќи може да сме ние тие двајца? Не. Не, ама ако имаш нож и овакво. Не. Мораш да ги чуваш социјалниот мир, економскиот интерес и интересите на мнозинството. А малцинството казни го. Не 200 евра како сега, 2000 евра казни го. 5000 евра казни го. Па нека враќа колку што вреди колата, нека земе кредит. Ми се допаѓа Self City. Self City, казната ти доаѓа дома. Не се обидуваме многу. Тоа ми се допаѓа. Да. Колкава сака нека биде казната. Сабајле ти доаѓа за 7 дена. Предпоставуваме, ти е на сметка блокирано. Довиѓања, пријатно. Тоа да. Так. Но да чашнеш у имот, кој го поседуваат повеќе луѓе, го користат за работа, го користат за одење у школа, го користат за било што, не можеш. Кај малолетници да, ако таткото го дал возилото, но што ако дете да го украло? Што ако јас сум ти брат и сум го украл возилото од тебе, условно речено? Така, има Идеш ти многу. денеска у кино, ја зимам колата со девојка, заглавам се, враќам ја зима, доаѓаш дома, немаш кола. Што си ти крив? Со нејзе идеш на работа, со нејзе деца да ги носиш у градинка, со нејзе мајка ти што е болна ја носиш на диализа. Што сум ја крив? Значи мора да има граница. Да лекот не биде поопасен од болест. Дали добар пример за како завршуваат оние кои што беа соработници со СДСМ, а потоа кога ќе почнат да работат или избрани од нив, не мора ни да било. Најдобар пример според мене во последно време ми е јавниот, државниот јавен инспектор Поцевски, кој што се најде на тапет на СДСМ, кои зборуваат за онаа вистината за Кочани што ја си ја толкуваат како што сакаат. Позади е Коцевски кој што тие го избраа заедно со Дуј, но сега не им одговара и наеднаш тој е Не, виновникот. мислам дека тоа го кажавме преска. Значи, македонската полиција, според досегашниот учин, Да. збориме, прво, успеа да среди во своите редови и онаа вертикала на Така. која може да биде поносен или горд министерот Тошковски, а тоа е вертикала на соработка со другите Да. институции кои што работуваат со полицијата, како АНБ, финансиска полиција, финансиско разузнавање. Тоа е топ. Она што полицијата го направи у Кочани во Македонија до сега како ефектност и ефикасност не е видено. И по брзина, и по поднесени кривични пријави, и по детализирани. Не е видено. Среќа е што Тошковски е адвокат, што не можеш да го муваш по тие ходници, ова исправно, законски или не. Не. А обвинителството одговара за се понатаму истрага. врзано Да. и со Кочани. Дали ги предупредуваат вака не само за Кочани, за останатите случаи, лепејќи го Коцевски да не работат многу обвинителиве, да не се опуштаат, буквално кажано, да чекај, тоа го не работат- чепкаат во СДСМ и во Тоа Дуј. го работа помеѓу останатото и обвинители од СЈО, од Скопје. Так, Координирана акција. Да. Значи, никој од владата не може да има одговорност после подигање обвиненија за тоа што понатаму се случува со случајот Кочани од правна смисла. Затоа што нема овластувања. Никој не го спречил. Обвинителот, прво Коцевски нема право да се меша во истрагата. Значи, никој обвинителот кој е надлежен во случајот не го спречил да покрене предистрага или истрага против било кого. Тие луѓе се од СДСМ претежно. Можеле и имаат мотив
било кое време, против било кого од власта сегашна на ВМРО и на ВЛЕН, како коалиција зборам и или на знам, да покренат истраги го обвинат. Никој не ги спречил. Што значи, како сега можеш да ми речеш на Тошковски, зошто ти не си го направил ово? Па не сум ја тој. Така. Не сум јас тој. Овој брка. Он мене ми вика, донеси ми го овој доказ, иди донеси ми ги овие документи. Зашто обвинител не иде по канцеларија и по институции. Тошковски го направи тоа што никој во Македонија до сега не го направи. Ние имаме меѓународно признание дека државата Македонија во случајот Кочани дала максимум. Сега треба државата да го продолжи да го дава максимумот во смисол на нега, социализација, помагање на фамилиите, помагање на повредените во секоја смисла, школување, вработување, лечење, терапија, дома, странство, набавка на лекови, зашто сега имаш и травматски состојби од друг вид. Знаеш како, викаат, беше една пословица, ама да не ми текла на македонски, не е соодветен преводот. Очекува од државата тоа што е државно. Очекува од обвинителството тоа што е обвинителство. Ако го прозиваш полицајот заради работа на обвинителот, го штитиш криминалот кој го прават обвинителите. Полицајот прозива го за она што е полициска работа. Само за полициска. Па вие гледате што се случува на Фејсбук, се појавува снимка. Задутре имаш од полиција извештај решен случај. Дали било тоа црвено светло, дали било тепачка у диско, дали било одма са бајле имаш. Тоа го немало во Скопје никогаш. Тоа го немало. Така, велиш работите одат на подобро еве за крај. Па не, ја не велам, ја само се гледа од авион. Зборам тоа што се гледа, иначе да. Како ќе измислиш те гледа сега 230.000 луѓе, се ти ќе измишляш. Не можеш да измислиш, јас само констатирам она што е тука и на некои работи им дам приоритет. Тоа е ова што вие 50 на минути го работиме. Ништо ново не сме кажале. Так. Само е нов начинот на размислување. Да. Ти благодарам што беше мој гост. И ја на тебе. Ми беше чест. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.